Добро утро, почитувани Фейсбук приятели, се надавам денес сте добро. Сакам да ви раскажам едно мое искуство, кога бев тинеджер, кога имав 15 години, 16 години, 17 години, кога имав потреба да купувам нови чевли, не сакав да купувам нови чевли. Овие старите веќе се стари, нели? Ги имам износено и сега имам потреба да купам нови чевли. Не сакав воопшто да купувам чевли. Тоа ми беше толку многу мачно, ми беше смрт да ви кажем. Ќе ви кажам сега и зошто. Одам во дуќан за чевли, во продавница за обувки и влегувам и гледам по рафтовите, по сталажите и избирам дизајн што ми се допаѓа. Го прашувам на продавачот или продавачката: имате ли број 42 од овој модел? Имаме. Дај да пробам. И пробувам. Добро. Имате ли од овој истиот модел 43? Имам. Имаме. Дај и тоа да го пробам. Добро. Барам друг модел. А имате сега од овој модел број 42? Имаме. Дај да пробам. После дај па 43 од овој модел, па друг модел барам. Му велам на продавачот: добро, јас сега разгледувам само, ќе се вратам пак. Не ми беше целта да разгледам, бидејќи не ми беа удобни чевлите. Барам сега друг дуќан, влегувам во друг дуќан, одам. Избирам повторно дизајн кој ми се допаѓа. Може ли 42, може ли 43, може ли овој модел, може ли тој модел? И се така неколку дуќани и си велам дај да се вратам во овој првиот дуќан што ги пробав чевлите. Тие ми беа најудобни. Се враќам во првиот дуќан, ги купувам и сега треба да ги разгазам. Па плускавци, па жулјеви и така, се така. И тоа ми беше, смрт ми беше на мене, тоа ми беше многу негативно искуство, бидејќи морав да барам чевли кои одговарат на моите стапала. А моите стапала не се некои, да кажеме, со деформитети изобличени, нормални стапала. Кога требаше да купувам нови чевли, тоа беше за мене, значи, смрт. Многу негативно искуство ми е тоа и уште имам трауми, да ви кажем. Може би вие сте имале по-друго искуство, може би вашето искуство е било позитивно. Всушност и кога купуваме нешто, сите кога купуваме нешто, тоа е многу радосна активност, секој сака да купува, посебно нови работи. Посебно и жените најмногу сакаат да купуваат, тоа го знам. Така да, тоа е моето искуство, нели, со купување на чевли. Не зборуваме за чевли, за калап кој ви одговара, кој некогаш сте го пробувале и сега купувате чевли, на прво ги купувате тие чевли. Знаете, од оваа фирма ми одговара овој калап и јас ги купувам сега овие чевли. Зборуваме за чевли, нови чевли, еве, не знаете дека немате некој посебен калап, не знаете некоја посебна фирма да ви погодила и морате да барате сега чевли. Зборуваме за такви чевли. Значи, доколку и вие сте се соочувале со некој ваков проблем, да барате чевли, да шетате по дуќани, еден дуќан, втор дуќан, трет дуќан и така, и тешко да наоѓате чевли, значи, за вашите стапала, тогаш е потребно да барате некој да ви изработи чевли по мерка од вашите стапала. Бидејќи тогаш нема да шетате. Ќе си имате свој калап изработено, се јавувате и чевлите ви се готови, само доаѓате си ги взимате и одговараат на вашите стапала. Но доколку некога сте носеле чевли изработени по мерка од вашите стапала, не ви биле удобни, не сте се чувствувале удобно, има две работи. Или чевлите не ви биле изработени по мерка, или мајсторот не знаел да ги изработи. Чевлите изработени по мерка, значи, потребно е да бидат удобни, убави и да ја задоволуваат потребата на тој што ги нарачува. Посебно доколку чевлите се изработени, доколку чевлите се ортопедски. Потребно е да се задоволи потребата на купувачот, на клиентот. Доколку тоа не се случило со чевлите кои ви били изработени по мерка, потребно е да барате некој друг што знае да изработва по мерка. Како што знаете, ние во Ортошус тоа го правиме. Ве повикувам да направите преглед кај нас преку интернет, доколку имате таков проблем,
Ние ќе ви направиме бесплатен преглед преку интернет. Ќе ви кажеме што ви е потребно, какви обувки треба да носите, дали имате деформитет, дали немате, каква е вашата потреба, за да го решите вашиот проблем. Треба да се јавите да ни пратите слики и да се јавите на телефонскиот број 075 225 722 или во порака. И ние ќе ви ги дадеме потребните информации. Доколку е потребно, доколку сакате, може и да дојдете кај нас прегледате 100 денари. Значи ќе ви кажеме која е вашата потреба, но немате потреба да доаѓате. Тоа можеме се преку интернет да го направиме, за да не губиме времето и на нас и на вас. Бенефитот од вакви чевли изработени по мерка е тоа што вие нема да сакате да излезете преку цел ден од овие чевли. Дури и ќе спиете со нив. Плюс тоа, чевлите изработени кај нас кои се по мерка се ортопедски. Тие ќе ги штитаат вашите стапала, ќе ги негуваат, ќе го спречуваат деформитетот, кој ако деформитетот е веќе појавен, ќе го коригираме и ќе го отстраниме. Имајте убав ден, се гледаме во некој наредно видео. Ве очекувам. Да не заборавите само да ставите subscribe на копчето, да притиснете, да ме заследите, за да ги добивате новите видеа кои ќе ги снимам за вас. Имајте убав ден уште еднаш. Поздрав!